Благодарам. Почитувани присутни. Ние сме за ЕУ и НАТО, но сме против менувањето на Уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Ке повторам, според мене, јас така се чувствувам, не знам вие, најтажен и најсрамен момент во мојот живот во историјата на Република Македонија. Да бараш отварање на Уставот со цел да си го промениш името на државата. Да не постоиш повеќе. Име кое стои е спомнато многу пати во најстариот светски документ, Библијата. Име во кое се вградиле сите македонци од почетокот на светот. А ние сега под изговор за подобар живот. Кој е тој подобар живот, да ми го дефинирате? Ке го менуваме. Ова е геноцид кон македонскиот народ и кон човечката цивилизација. Името Македонија е историска придобивка на сите на граѓаните на Република Македонија. Почитувани, ние тоа нема да го дозволиме. Но и самиот обид е голем срам за ова генерација македонци. Сакам да потсетам една работа. Социјалдемократскиот сојуз не победи на изборите. И него доби легитимитетот да ја води државата. Уште од изборите, македонските граѓани ви пратија порака. А сега на референдумот ви ја потврдија пораката. А вие продолжувате и понатаму, на сила, овој пат да ги туркате уставните амандмани. Предлогот кој го доставивте до собранието е непрецизен и нејасен, што е показател за уште една манипулација кон македонските граѓани. Во текот на целиот процес бевме уверувани дека нема да има промена на уставното име. Потоа ни се сервира спогодба која тајно, без јавност, без учество на поширокиот круг на лица, јавна дебата, историчари, стручни лица за ова област, ја предложите во собранието. Уште во почетокот спогодбата беше неделовнички поставена, реагиравме, ние реагираше реалната научна јавност, реагираше председателот на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов. За жал, остана глуви на сети овие реакции. Понатаму, спогодбата председателот не ја подпиша и не е излезена во службен вестник. А зашто зборуваме ние денес? За некаква имплементација на нешто. Сакам да направам една кратка анализа на спогодбата со цел да знаат граѓаните што им се сервира, но ќе ви ја прочитам анализата, односно победата која ја објавија грчките медиуми. Само уште еднаш да повторам, цитирам, тоа е спогодба, иако ни се сервира како договор. Има многу разлика во сето тоа. Што е во почетокот многу интересно? Вели, во член 1, ова спогодба е конечна и со нејзиното влегување во сила престанува да важи привремената спогодба меѓу страните, подпишана во Њујорк на 13 септември 1995 година. Исто така се анулира и пресудата од Хаг. Се до тога што некој се изборил, нашол некој начин, достоинство, сето тоа е поништено. Спогодбата помеѓу Грција и втората страна, тоа сме ние, не знам дали знаете, таа втора страна. Понижување до дно. Во почетокот на некаква соработка со грците доживеавме најголемо понижување. Дали требаше на стартот, ако веќе правиме и градиме соживот и добрососедство, да бидеме наречени втората страна. Во првиот дел од договорот прифаќаме ново име за нашата земја за целокупна употреба да биде Република Северна Македонија, наместо како досега уставно име Република Македонија. Затоа добивавме уверување од сите вас дека нема да се случи. Државјанството наместо досегашното ни се додава и граѓани на Република Северна Македонија. Ознаките на регистарските таблички на возилата наместо досегашните МК ќе се заменат со НМК или НМ. Не знам што му значи тоа, стварно. НМК или НМ. Службени органи и други јавни институции ќе биде испишени во согласност со новото име Република Северна Македонија или скратено Северна Македонија. Не сите ме јасно. Со ова, според спогодбата, со горе наведеното, се обврзуваме дека ќе опремениме уставот до крајот на 2018 година, за кој не добивме мандат од граѓаните врз основа на референдумот. Се обврзуваме да ги известиме сите држави членки на Обединетите нации
за влегувањето во сила на ова спогодба и ќе побареме од истите да го прифатат и да го користат новото име и термините наведени во оваа спогодба. Спогодба за сите намени и цели, вклучително и во сите билатерални односи и комуникација. Иако уставно име на нашата земја, Република Македонија, е признато повеќе од 140 држави во билатералните односи, вклучувајќи ги Соединените американски држави, Русија и Кина. Се обврзуваме да ги преземеме сите неопходни мерки со цел надлежните органи на земјата внатрешно да го употребуваат новото име и термините во сите нови службени документи, кореспонденција и релевантни материјали. Ние се обврзуваме, меѓутоа Грција со ништо не се обврзува и доколку ние направиме некоја пречка, може таа да реагира. Се тука да ве прашам па и во однос на парите. Знаете ли колку тоа ќе ги кошта граѓаните на Република Македонија? Промена на сите тие документи. Минимум секој човек има по 10 документи од изводи, така натаму, од венчаници, крштеници, не знам што друго. Од катастри и така натаму. Тоа се пари на Република Македонија на граѓаните. Некој ги израчунал во милиони евра. Се обврзуваме за промена на членот 49 од Уставот во кој се вели дека Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија. Го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив. Републиката се грижи за културните, економските и социјалните права на граѓаните на Републиката во странство. Со ова практично се откажуваме од малцинствата кои живеат надвор од границите на Република Македонија. Честито. Прифаќаме дека нашето разбирање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Договорот, спогодбата, се дефинира дека македонскиот јазик е од групата јужнословенски јазици, нешто што никој друг јазик го нема во дефиницијата. Ќе го преиспитуваме статусот со спомениците, јавни згради, инфраструктурата на нашата територија и доколку истите на било кој начин упатуваат на античката елинска историја и цивилизација, што представува составен дел од историското или културно наследство на Грција. Со ова спогодба на Грција и се дава ексклузивно право да термините македонски, односно Македонија, ги користи не само на територијата на оно што ние го нарекуваме Егејска Македонија, туку и на еден поширок опфат и да има право од античкото наследство до денес на Македонија, нова наша Република Македонија. Само за ваша информација, имплементацијата на оваа спогодба треба да трае за 5 години. До тога што? Се забранува употреба на било кој начин во било каква форма символ порано истакнат на поранешно државно знаме, односно сонцето од Кутлиш. Тоа беше наше државно знаме и штета што на некој начин толку лесно се откажуваме од сите тие едноставно така како било. Целата спогодба е проблематична. Има 3 аспекти, тоа е во ведниот дел, членот 1 и членовите 7 и 8. Во ведниот дел стои дека се укинуваат сите работи кои што Македонија како такви ги стекнала во оваа битка за името. Почнувајќи, го кажав претходно, од времената спогодба за името, завршувајќи се пресудата на судот на правдата во Хаг, кој што јасно кажа дека Грција не смее да го блокира членството на Македонија во интеграцијата. Се собрале, еминентен суд одлучил и кажал во однос на една таква пресуда дека ние сме во право. И ние сега самите велиме, не вие не сте во право од другата страна правниците. Следно, во членот 8 има неколку проблематични работи. Најпроблематично е што треба да се направи меѓуресорска комисија на експерти меѓу двете влади, која што ќе треба да направи ревизија на учебниците, на учебните помагала, на научните книги, на работите кои што се однесуваат на историјата и археологијата и 2 пати годишно да дава извештај. Ова е механизмот за блокирање на нашето членство во Европската унија, затоа што секогаш кога некој наш научник ќе извади работа која што на грците им се вклопува во нивната мегали идеја, тоа ќе значи блок на отварањето на следното поглавје. Ова спогодба е потпишана во Невици, на Преспанско езеро, во Егејска Македонија. Не знам колку знаете, таму, во текот на Герганската војна, на еден конгрес на Комунистичката партија на Грција, му се дава право на македонците од Егејска Македонија да градат своја република. Не случајно е избрано местото Невици. Таму каде што еднаш грците кажале дека има Македонија, постои Македонија, впрочем 25-та година издадоа буквар за македонците од Егејска Македонија, го признале тоа, го имаме официјален документ и таму на тоа место каде што грците го прифатиле и тука да му се стави печат на она што
некогаш самите грци го признале тоа и Комунистичката партија на Грција. Меѓутоа, за моја среќа, за среќа за сите нас, ова спогодба заминува во историјата. Народот не ја прифати и ви прати силна порака, а тоа не прашавте нас за мислење, па затоа паднавте. Подпишано референдум од оздола народ на Република Македонија, граѓаните на Република Македонија. И мислам дека за тоа не треба повеќе да се зборува. И сега сакам да ви кажам една работа како грчките медиуми пренесуваат и што се добиваат наспреди тоа што го велиме ние. Договорот е целосно во согласност со националната црвена линија за комплексно име со географска одредница за ерго омнес употреба која се иста 20 години. Прифаќањето на ерго омнес е голем дипломатски успех за Грција, бидејќи не беше прифатено во минатото. Ова значи дека нашите соседи не само што ќе го користат договореното име во нивните меѓународни односи, меѓународни организации, меѓународни форуми и меѓународни документи, туку и во рамките на земјата. Името Република Северна Македонија, која во нашата земја ќе биде признаена како Северна Македонија без англиски превод, кој е уставно име на соседот и која е призната од повеќе од 140 држави во билатералните односи, вклучувајќи и САД, Русија и Кина. Тоа го велат грчките медиуми. Владата не само што успеа да го натера Скопје да прифати ерго омнес, туку и го обврза соседот на директна уставна ревизија. Уставната ревизија е огромна победа за Грција, бидејќи таа беше дел од нашите црвени линии кои ги имавме во изминатите 20 години, а беше следена од сите партии и влади. Но тоа беше црвената линија и на сегашната влада, а Скопје никогаш претходно не се согласила да го промени својот устав со меѓународен договор. Договорот предвидува Грција да го ратификува договорот само откако ќе се изврши уставната ревизија во соседната земја. Поканата за НАТО и отварањето на фондовите на ЕУ ќе се спроведува по ратификација од страна на македонскиот парламент на договорот, но нејзиното пристапување кон двете организации ќе биде направено по уставната ревизија, бидејќи поканата експлицитно вели дека е неважечко и ако не е исполнет договорот. Само едно прашање: дали сме во НАТО или не сме во НАТО? Си честитавме, правевме прослави. И сега зборуваме за нешто друго. Допрва ќе влегуваме во НАТО. Мораме да бидеме реални пред македонските граѓани, да им кажеме која е вистината. Народот слушна, одлучи. И не треба да се злоупотребува волјата на граѓаните. Со овој договор ја земаме назад нашата историја, велат грчките медиуми, символи и традиција, бидејќи во договорот со соседната земја се прифаќа разликата меѓу грчките македонци, нивната древна грчка култура, нивниот јазик и регионот во кој живеат и народот на таа земја со своја историја, јазични и културни карактеристики од друга страна. Името ќе биде запишено во македонскиот устав со ревизијата. Во исто време повеќе од 140 земји кои ја признаваат земјата денес со терминот Македонија ќе ја препознаат како Северна Македонија. Некој што градел досега дипломатски односи, следевме како со гордост се бореле за да направат, да дојдат до таа бројка, одеднаш со една спогодба, со еден документ. Извинете, ама ние случајно така, не се викаме повеќе Македонија, себе северни сега. Кој е срамот дипломатски во овој момент? Името целосно ја издвојува оваа земја од Грчка Македонија и низините три региони: источен, централен и западен. Крајна неодговорност се потврдува на повеќе формални начини, бидејќи гаранциите се дадени на најексплицитен и недвосмислен начин, кој елиминира, спречува и ги сузбива сите видови на иррационална реторика и акции, без разлика дали доаѓаат од јавни или приватни entiteti. Договорено сите рационални референции да бидат избришени од уставот на соседот. Например, ќе се остани верното копирање на советното поглавје во грчкиот устав. Во овој контекст членовите за заштита на македонските малцинства во соседните земји ќе бидат отстранети. Статијата за заштита на границите се заменува со бришење на сите проблематични референции. Се отстранат сите дури имплицитни историски референции на идентички ставови во преамбулата на уставот. Едно од преамбулите на уставот вика се коригира и делот на АСНУМ. Знаете зашто? Затоа што како подписници во делот на АСНУМ има двајца луѓе кои биле по потекло од Егејска Македонија. И тоа им смета. Тоа покажува за единствената борба на македонскиот народ на цела територија на Република Македонија. Сега сакат и тоа да го избришат. Договорот предвидува дека државјанството
во Северна Македонија ќе биде македонско државјане Република Северна Македонија. Овој унифициран термин го заменува простото македонско во моментов на патните избори, така што тоа е јасно подобрување. Значи, и тука е лага. Се забележува дека поимот националност е различен од етничка припадност. Како резултат на тоа, договорот не ја признава националноста, нацијата, туку правото на самоидентификација на граѓаните на соседот. Членот 7 од спогодбата наведува дека нашите граѓани можат да продолжат да ги идентификуваат нашите соседи со било кој термин што го користат. Нашите соседи, ние сме супер соседи. Како ќе ни кажат така правиме? Веќе го смени името на аеродромот, нивниот автопат и нивниот стадион. Ке има размена на споменици од општина Солун или ако размената не се одвива. Значи јас не знаев дека сега ќе треба споменици таму, меѓутоа за ваша волја. Грците само еден споменик на Александар Македонски имат во Солун. На друго имат уште еден го чуват во Атина во подромот. Договорот предвидува дека, спогодбата предвидува дека соседната земја ќе има плакети на статуите и спомениците за да стане јасно дека тие се символи на грчката култура. Например, на Скопскиот площад има надпис дека се однесува на хеленистичкиот период и ќе биде обележан како символ на пријателството на Грција и Македонија. Иако јазикот на македонскиот јазик се мисли бил признаен од страна на Грција во рамките на Обединетите нации од 1977 година. Зашто зборуваме, луѓе? Договорот содржи дополнителна јасна формулација дека тој припаѓа на семејството на словенски јазици, како и имплицитен запис дека овој јазик е одвоено од античката грчка култура и грчко-македонското јазично наследство. Да повторам уште еднаш. Иако јазикот на македонскиот јазик бил признан од страна на Грција во рамките на Обединетите нации од 1977 година. Кој јазик признаа? Сите агресивни определби и владени јавни институции, како и државни, културни организации, финансирани од државата, ќе бидат дефинирани со терминот Северна Македонија, додека дефиницијата Македонија се укинува. Ќе биде формирана работна група, експерти, која ќе мора да се занимава со прашањата за трговски марки од 2019 година во рок од 3 години. Честито и тука. Овој референдум, почитувани присутни, не е задолжителен, а треба да е. И како гласи во членот од Уставот, доколку сакаме да стапиме во сојуз со иста држава, со друга држава или со сојуз од други држави, ќе треба да изедат барем половината од членото гласачко тело. Во моментот во Република Македонија имаме 2.400.000 државјани. Има малку повеќе од 1.800.000 гласачи, а на референдумот излегле 660.000 гласачи или отприлика 610 гласале за. Не излегле 1.200.000 гласачи. Округло, малку помалку. Зашто зборуваме? За која бројка? Луѓе, правиме прекршок во законот, во човечкото достоинство. Ние не смееме да го дозволиме ова. Треба да се најде начин да биде сето законето. Вака сме никаква држава. На крај, во делот на референдумот, имаме официјален документ од служба Вестник. Ова што го читав се официјално, како што го доби во документите. Вели вака. На страна број 12, број 186 од 8 октомври 2018 година. Службен вестник на Република Македонија. Согласно конечните резултати од гласањето на референдумот 2018, одлуката не е усвоена бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишени во избирачкиот список. Што да правиме понатаму? Дали да останеме неми на оваа одлука на ДИК и да бараме прекршоци во сета работа? Јас сметам дека треба да се вратиме малку и доколку сакаме како држава да имаме добра иднина, а има Македонија иднина, единствено можеме да се движиме правилно напред доколку ги почитуваме редот и законите и уставот на Република Македонија. На овој начин се отвара простор уште на една измама, овој пат уставна, за нас неприфатлива, меѓутоа не е касно,
со замолница до сите вас, до сите нас, да седне и да се разговара, да се најде решение. Македонци сме, граѓани на Република Македонија, со замолница и кон сите останати граѓани на Република Македонија, помали политички партии, етничките заедници, да на некој начин, завршувам, да на некој начин, да најдеме начин да се надменува. Барањето на сила да се променат работите нема да оди никаде. Ово закрвување, ова омрза што се пушти меѓу македонците, нема да оди со добро. Ви благодарам.